предлагам да уживаме секако во излегувањето и јавниот дискурс на Елена Китановски, на магистар по фармација, бидејќи знаеме дека суплементите и дозата која што си ја вклучуваме како дел од редовните оброци, особено во есенските зимски периоди, витаминот Д некако ни е и понатаму некако пријател, меѓутоа сепак има од некој од нас кој што страда од дефицит, можеби од витаминот D3 и во летото, и покрај тоа што сме сончева земја, имаме повеќе сончеви земји отколку, да речеме, скандинавските земји и така натаму, сепак има некои луѓе кои што мора да имаат секако како доза и суплементи во текот на овие можеби топли денови. Меѓутоа, кога е најсоодветно всушност и кога навистина ни треба суплемент, верувам дека Вања на лице место денеска со Елена ќе сподели околу оваа тема. Вања, добро утро од целата редакција од студио на Телма. Добро утро, Марко, до тебе, до сите останати во студиото кои што се дури зад камерите, а секако утрински и денеска ќе си ги поздравиме нашите гледачи, на кои што овој пат ќе им ги доближиме деталите кога станува збор за важноста на витаминот D3 и секако преку фармацевски стручни совети ќе ги разјасниме дилемите во врска со оваа тема. А советите ќе ги побараме од нашата денешна соговорничка, која што и ти веќе ја најави, господјата Елена Китановска, инаку магистар по фармација. Добро утро и благодарам што сте дел од утринската на Телма. Бидејќи зборуваме за витаминот D3, ајде прво да објасниме зошто е тој важен за нашиот имунолошки систем. Витаминот D3 најчесто го поврзуваме со здравјето на коските, но тој има и низа други многу важни и клучни улоги во нашето тело, учествува во имунолошкиот одговор, односно му помага на телото правилно да се избори со одредени инфекции и предизвици. Меѓу другото, учествува и во ендокринолошкиот систем, учествува и во апсорбцијата на калциум и на фосфор, па така учествува во одржувањето на здравјето на забите, коските и мускулниот систем. Кај кои групи пациенти, на некој начин, воочувате најчесто дефицит кога станува збор за овој витамин? Кој има недостиг? Често пати во лето си поврзуваме дека поради поголемото присуство на сонце ние не треба да обрнуваме внимание на витаминот Д. Но во пракса тоа е всушност многу поразлично. Иако надвор има сонце, ние сепак поголемиот дел од денот го поменуваме во затворена просторија. Дали е тоа на работа, во канцеларија, дома, дури и по пат седиме во автомобил. Кога сме надвор, гледаме да пешачиме под сенка и кожата си ја заштитуваме или со подолга облека и со заштитен фактор. Затоа дури и во лето не е невообичаено да се соочиме со дефицит на витаминот Д. Постојат одредена група на граѓани кај кои што дефицитот може да се јави и во лето. Тоа се особено по старата популација на граѓани, лицата кои што имаат потемен тен на кожата, лицата кои што се со прекумерна телесна тежина, лица кои што имаат здравствени проблеми од аспект проблеми на здравјето на цревата, на црниот дроб, на бубрезите, и затоа е многу важно кај оваа категорија на граѓани да се следи присуството на витамин Д во телото и да се суплементира дури и во лето, бидејќи знаат да се случи и кај нив дефицит. Што подразбира точно тоа следење? Дали тоа значи дека треба да направат некакви лабораториски или можеби друг тип на анализи со цел да се утврди соодветната доза за нив? Доколку се јават симптоми на дефицит на витамин Д, доколку постои некој сомнеш за дефицит на овој витамин, или доколку граѓаните спаѓаат во категоријата што е ризична, да кажеме, што ја кажав претходно, треба да се ги следат, односно да прават лабораториски анализи на витаминот Д и согласно резултатите да се направи соодветно дозирање на овој витамин и соодветно време траење на оваа терапија. Доколку еве некој не ги направил овие потребни анализи и испитувања и дошол до прекумерна употреба на ваквиот суплемент, каков ризик би можело тоа да остави по самото здравје на човекот? Многу е важно да се води дозирањето и времетраењето на терапијата со витамин Д со стручен здравствен работник. Многу битно е да се внимава дозата на витамин Д. Потребно е да се зема секој ден по препорака од здравствениот работник
И тоа што е важно е да се следи, затоа што може да се јави витаминот D е растворлив во липидите и тој може да се акумулира во нашето тело и може да предизвика и низа несакани ефекти. Односно, тоа што витаминот D го прави е ја зголемува концентрацијата на калциум во нашето тело и тоа понатака и резултира со гадење, повраќање, мачнини, слабост на телото, па дури може да предизвика и некои бубрежни оштетувања. Затоа е важно, особено кога е долготрајна терапијата со витамин D и особено кога се зема во повисоки дози, да се следи концентрацијата на витаминот D и да се консултира со здравствен работник. Вие и предходно во еден од вашите одговори споменавте дека во овие летни денови излегуваме надвор, нели почитуваме препораки, меѓу кои што и користењето на креми со заштитен фактор. Дали користењето на вакви производи е некако поврзано со апсорбцијата на витаминот D3? Теоретски, самото нанесување на заштитен фактор со висока заштита ја спречува апсорбцијата на УВ без раците, односно го спречува стимулот на создавањето на витаминот D во кожата. Но во реалноста, ние и кога нанесуваме заштитен фактор, не го нанесуваме на сите изложени делови од телото, не го нанесуваме во доволно голема количина и не го реаплицираме, односно не го нанесуваме повторно повеќе пати во текот на денот, за да може до тој степен да се блокира апсорбцијата на сончевите зраци и за да се спречи всушност синтезата на овој витамин. Многу е ретко всушност со заштитните креми да се спречи целосната синтеза на овој витамин. Важно е да се заштити кожата, да не биде тоа на сметка на создавањето на витамин D, затоа што заштитата на кожата во лето ни е приоритет. Од аспект на тоа да се заштити од изгореници и да се заштити целокупното здравје, да се спречат понатамошни ризици. Приоритет ни е заштитата на кожата со заштитни фактори, а во денешно време постојат низа начини и суплементација и преку исхраната да се надомести витаминот D, кој што можеби ќе се јави како недостаток дури и во летниот период. Елена, овде ќе ви се заблагодарам за одвоеното време за овој разговор, за советите кои што ги споделивте ова утро со нашите гледачи. Од ваш се разбира стручен аспект. Ајде за самиот крај да упатиме некоја порака до нив, односно кој би бил вашиот апел до јавноста кога се работи токму за оваа тема? Витаминот D е важен за целокупното здравје, но важна е заштитата на кожата. Со тоа што ќе ја заштитиме кожата, нема да спречиме создавање на витаминот D, тој ќе се создаде. Битно е да ја заштитиме кожата. Истовремено, при суплементација со витаминот D не постои доза која што одговара за секој еден од нас. Затоа треба дозата да биде прилагодена според возраста, потребите, здравствената состојба и доколку претходно постоел дефицит, да се прилагоди дозата согласно индивидуалните потреби на пациентите. Да не се насочуваме кон совети од интернет и да не се насочуваме кон тоа што зема пријателот или пријателката, затоа што тоа што е добро за еден човек може дури да е лошо за друг. Благодарам уште еднаш. Овде ќе го финишираме всушност ова наше линковско вклучување во ова утро. Се надевам дека советите кои што ги споделивме за гледачите беа навистина корисни и во насока на тоа да дадеме еден свој придонес кон градењето или создавањето здрави навики кога се нашите граѓани во прашање, бидејќи овие навики почнуваат токму со вистинските информации, а нив телма секогаш ги има.